Основното стана луксузно. Граѓаните гневни за поскапените цени со воведувањето на законот за зголемување на данокот на додадена вредност. Наместо перки од ајкула и кавијар, стотици основни продукти од широката потрошувачка преку ноќ поскапеа. Многу тешко. Тешко, пензии мали, што да правиме, тоа е. А видовте вчера луксузни производи дека се... Видовме, че Што видов. мислите за тоа? Тоа за мене исто глупа работа како. Којто луксуз, зашто луксуз прават? Зашто прават? Тоа јадење како? Ово нигде нема кај нас. Неможноста да се стави ред на трговци, претпоставувам, тоа ме нервира. Секој ден различен е пазарот, кога да се нешто случува, а уствари ништо не се случува. Се е поскапено. Рекол пред некој ден се ќе поевтини, се ќе поскапи. Нема поевтинување, него е поскапување се. Изненади одлуката за... Секогаш е изненадување кај нас. За посиромашните секогаш изненадување. Тоа ништо не се знае, што е скапо, што е за никаде. За никаде. Вчера имаме луксузни производи што се скапени. Чипс, мастики, ајва. Се е поскапено, ништо нема пониско, ама ништо. Поплаките на граѓаните не допираат до власта. Премиерот Ковачевски се правда дека листата со производи за кои има зголемување на ДДВ-то од 5 на 10% била детално и внимателно подготвувана. Тој дури уверува дека данокот на храната во Македонија бил најнизок во споредба со регионот. Се работи на вистина за 1600 производи. Ако има 1, 2 или 3 производи кои што на вистина представуваат во количини, нешто што се користи на секојдневна основа, тогаш може да се разгледаат. Меѓутоа, листата е детално прегледана и сите производи кои што се со повластена стапка од 5%, тие се 1600 производи, значи 5% повластена стапка, се оние производи кои што во најголем дел се користат од страна на нашите граѓани во нивната секојдневна употреба. Опозицијата предупредуваше токму на вакви злоупотреби на власта, дека наместо луксузните ќе се зголеми ДДВ-то на основните производи. Лидерот на ВМРО ДПМН критикува дека власта го прави ова за да ја пополни дупката во државната каса, која ја направиле со крадење и тендери во 4 очи. Видете, они, ако се сеќавате, пред неколку месеци тоа го комуницира со јавноста дека станува збор за зголемен данок на луксузни производи, па како синоним споменува перки од ајкула, но видовте дека не е така, туку станува збор за основни прехранбени производи. Јасно е, тоа што го зборувавме и тогаш и сега излегува дека е точно, а тоа е дека им недостасуваат пари во буџетот, затоа што го трошат немилосредно буџетот за проекти за кои што шајка не е закована и затоа сега им требаат уште пари за тендери во 4 очи, за провизии кои што се враќаат. Листата е долга со неколку стотици производи, а владата е можно да ја коригира, но само минимално, односно кај 2-3 продукта кои со новата одлуга сега се даночат со 10%. Најавата е дека за ова ќе се расправа на владината седница во вторник. Со зголемувањето на ДДВ-то за храната, власта очекува да се соберат дополнителни 70 милиони евра за пополнување на буџетската дупка.